Добра вечер, драги гледачи. Денешната емисија е последна во оваа нова година, во оваа стара година, и затоа сакам да ви првично посакам убави празници и среќна 2024 година. Денешната тема, токму по повод празниците, ни е сувенири и тоа што во Македонија може да се однесе од тука и пренесе приказната за туризмот. За жал, ние мислам дека малце знаеме да го искористиме тоа и дека имаме нешто што е уникатно, да го презентираме и да дадеме можност да тоа биде сувенир кој ќе ја пренесува приказната понатака. Ке земам пример Охридскиот бисер, кој малце е попознат, меѓутоа тематиката денешна ќе биде Прилепскиот или македонскиот рубин, кој единствено тука може да го најдеме. Самиот рубин е нешто што дава можност да во комбинација со филигран ја раскажеме токму македонската приказна и да од тоа направиме едно убаво пренесување на таа приказна и поканување на туристи во Македонија. Денешниот мој гостин ќе биде Дејан Шкартов, познат како Деко, кој долги години се занимава со ретки рубини и такви материјали кои можат да направат еден убав и презентираат убав сувенир. Начинот на кој тоа го прави и како почнал да го прави, колку тоа пренесува една убава приказна, ќе биде вечерашнава тематика со мојот гостин, кој за жал малце доцни, па ќе мора да го почекаме да дојде околу целиот тој муабет. Еве, ова е, драги гледачи, вистинскиот рубин во својата форма изворна, а нашиот гостин Дејан Шкартов ќе ни се представи и ќе ни каже како почнал да се занимава со ова. Здраво, добро вечер. Идејата беше после искуството кое го имав во текот на 90-тите години во Италија, каде што речиси од самиот почеток, од првата година, налетав на еден голем колекционер на кристали, пасиониран, кој беше од кафе бизнисот, господинот Примор Овис. И прво бев општ работник, градежен работник за дневница, 2 дневници и така, бидејќи бев избеглица. Нели, таму бев последниот дојденец. Но како агроном се обидував да најдам можеби вработување и во својата професија.
Инако целиот живот го поминав како музичар, тука по сцениве. Од бадминтон со Александар Македонски, последното ни беше со Клержа, што беше многу зрело. И таман, онака, во оној момент кога Мизар беше малку во пад, Архангел на Ристе, они почна да се промовираат и практично заедно одевме, свиревме по тие промотивните фестивали во Суботица и требаше да ни се отвори целиот југословенски пазар и ја да бидам професионален музичар. Но се случи распадот на Југославија, одеднаш војната зачука на врата, почна да не собираат дома како резервист и одеднаш шок. Ти си викаш, сега треба да свирим, а овој уров ке те тера, така да доста од нас кои можеа се разбегаа негде по светот, кој имаше роднини пријатели. Ја имав една тетка во Трст, на мајка ми сестра, и од друга страна тоа ми беше првата можност да го видам белиот свет. Нели како музичар, стално, како студент не отидов некаде да работам. Да, тоа обично ќе се отсвириш, да се одмориш и нема време ни да посетиш некаде. Да кажеме, после сесија испит на тој месец-два до септември, да кажеме, некој можеше преку Еразмус тие размени да оди да работи некаде, а ние свиревме тогаш. И така. И отидов таму, како што сум гледал на филмови, ајде, одиш бараш работа, нели, на Западот. И другар ми Бобо Пешич ми пишува писмо, тогаш писма се пишува, и вика, дека, а ја онака малку и депримиран, нели, тоа Милошевиќ, Туџман, Вуковар беше тогаш, страшно беше. Една нездрава ситуација. Една нездрава ситуација. Да, па слушавме таму у Трст, се фаќаа нашите радија, ужас. И он вика, деко, не се секирај, имаш работа, не е дека немаш работа. А твојата работа е да си најдеш работа. Вика, и сега не она да дремеш дома и да пашка не го знаеш јазикот, немаш другари, не знае, само една бабичка, теткичка со круг 10. Како се снаоѓаше во тоа ситуација? Па ништо, тетин ми сакал да учи англиски и он имаше голема библиотека и литература, пошто беше еден, мислам дека беше доктор на науки, на финансии, банкар. И он имаше книги за учење англиски за италијанци. И сега ја ги читав тие книги обратно. Тоа. Па после, например, ќе ме пратат да купам нешто и оние првите зборови што се во продавници или така, да ги поздравиш, да се заблагодариш. После, кога ќе се јавеше некој, имав напишано покрај телефонот сеньора, бонџорно, ки chiama, кој бара, сеньора non è la casa, значи господјата не е дома, и да запишам кој ја барал. И така почнав и после они италијанците се комуникативен јазик, народ, и стално некој симпатични се, зборлести се и така. И меѓу другото, тогаш првите ангажмани ми беа на тетка ми нешто да ја поправам, па машината, па некоја шарка на шифонер или така, па на нејзини бабички и така, па колата нешто се гребнала да ја искитирам и така, и 10 евра, не знам, 10.000 лири, 5.000 лири, ситни паричи. Бе, знам, тогаш носев ја нешто малце кеш колку шо имав и ме шета таму од пазарот на кај автобуска станица, на еден бутик, на врата гледам, на вратата стајно Стинг. И викам, што е ова Стинг, влегувам унатре, а тие па заради словенците и хрватите што им доаѓаат во шопинг, па некој од нив, па може да се и по потекло, па знаеа некои нашки да зборат, односно словенски. Па се знаеше во тоа време, јас исто сум одела често до Трст. Понтеросо се сеќаваш. Понтеросо, секоја втора жена беше југословенска снаа за италијан, што се лапнале на море, на плажа, со тезгите. И имаше, мислам, 2000-та година, дека беше тоа летоска, или есен, дојде Есма Реджепова
организиравме да биде гостинка на еден фестивал. Бидејќи ја бараше еден фестивал во Виченца, а јас тогаш малку бев познат заради промоцијата на Агушеви со Ферус Мостафов и оркестарот на Кочо Агушев, и тогаш некој дојде така малце како агент ме знае, па Есма требаше да дојде. И сега нешто се одложи концертот таа вечер заради дожд, и она мораше да остане наредната вечер, па после за да дојде авионот мораше уште ден-два да остане. И тогаш се шетавме. И сега малце тргнавме од темата, ама интересно, ова е туризам исто. Туризам е во секој И случај. она вика, ајде, а мислам дека она беше тогаш со Тупурко, и вика, ја каде патувам, го купувам на Тупурко, такви Да, тие тогаш беа во Да, а Есма голем патриот и голем дипломат. Една дикција, еден настап што имаше. Значи, Ја познавав, имав среќа да ја познавам. Есма е светски вип. И ја у тој период се запознав со неја и така и сега ја шетам, меѓу другото и Понтеросо. Вика, немај ти многу овие скапиве бутици. Да, ја вика да видам на пазарот. И сега идеме и она гледа, знаеш, така се шеткаме, се шлаеме. И сега ја поминувам и она ќе се сврти, ќе тргне на кај другата теска и слушам овие женички нешто чудно. И патам и сега ја слушам женава. А јел ово можда? Ја викам да, кажам, тој е Госпоđа Есма, ма молим вас, јел могу да вас јел могу да вас поздравам. Значи, такви емоции. После, не знам, у тие бутиците што беа у Трст, имаше некоја, најдовме една баш дуќан, бутик, вика, Есма е свирала на свадби, не знам, у Тузла, од кај се они негде таму, биле таму пред, не знам, 70-ти години, така. Така да многу беше интересно. Али ова беше крајот на мојата приказка, пред да се вратам у Македонија. А тогаш, на почетокот, тоа беше 1991 и пролетта 1992 година, меѓу другото почнав да поднесувам апликации во амбасади, Австралија, Америка, нели, кај што се емигрираше, исто Јужна Америка. А во Трст, најпознатиот бизнисмен од кафе секторот, практично вела дека кафе бизнисот кој се развил од 60-ти години наваму е негово дело, затоа што тој почнува Институтот на кафе од Бразил, го убедил непродадено кафе место во Бразил да го држат во Трст. Во тој е Порто Франко. Јас се сеќавам дека најубаво кафе сум пиела во Трст. Се сеќавате. Кај одеа сите да купуваат кафе во Трст, Пјаца Голдони, Примор Овис, он беше спонзор на Мате Парлов, на Црвена звезда. Затоа што он во еден момент, кога почнале да го представуваат Бразилскиот институт на кафе на Загребачкиот велесаем, тоа се сеќаваш сигурно, значи тогаш, бидејќи дали неврзаните или не знам која била идејата, важно, Кафе до Бразил, институтот, Министерството за кафе на Бразил, му рекло, Ровис, ти треба да не представуваш во Загреб. А тој пак е избеглица, истријанец од која ја добиле. И он, уствари, Трст, граница и таму сива зона, више ништо не го интересира. И така, како вика ја таму? И така, го поставуваат штандот, го презентираат и им кажуваат од протокол, вика, маршалот, вика, не јавија дека Тито, председателот, сака да го посети вашиот штанд. И овој тефисон. И така, уплав, нели? Како македонците од Егејска Македонија исто, уплав, не знаеш, преку да избегаш во екзодус. И така, и овој препотен цел доаѓа Тито со Ранковиќ и добар дан, добар. И само еден делче од секунда кога се погледнале очи во очи, вика,
како да подзастана и Тито. Вика, он плав, бела кошула, бело одело, бели панталони, бели кондури, бел шешир и бели ракавици. Вика, ја исто облечен така, како да тој се виде себе си млад, у помлада верзија. Вика, мојот шешир на закачалка и подстана и вика, он му го презентирал тие. Тоа биле првите години на презентирање на еспресо, кафето еспрес, и они давале, Тито се напил кафе, презентирале се, и Тито му вика, можам ли да видам како го правите кафето од позади, да влезе од другата страна на шанкот? Да, вика председателе секако, зошто? Вика, вашиот председател, Сандро Пертини, оној најдолго што се задржа на Тито ковчегот, бидејќи они се од партизани другари, уште од комунистите, уште од предвојната. Вика, вашиот председател ми подари една машина за кафе, убава. Вика, ја имам дома. Вика, кога ќе пробам, никогаш, вика, не ми излегува кафето убаво како вашето, како кога го пијам во Италија. И он, може ли да ми покажете што грешам? И он вика, дојдите, повелете, вика, интелигентен, одма свати, му покажал, како сега у кафичи што се прави. И исто, вика, интелигентен, вика, се правам исто како што ми покажавте. И мислат и на крај вика, какво кафе имате вие во Југославија? Па вика, ние имаме франк. И се он вика, пробајте со ова крем кафе нашево и така. И уствари наредната година Тито пак на тој штанд и вика, одлично тоа беше. Уствари Тито ставал франк, а франк е ситно мелено за турско кафе. А уствари за еспресо мора да е малку покрупна гранулација. И така, и од тогаш секоја година застанува кај нив. И една година го повикува да ручаат заедно. Овој како бизнисмен, практично симпатичен, истријанец, нели Тито на Бриони имаше своји. А првата година, кога била првата средба, со Тито, одма до Тито бил Ранковиќ. И се прават муабет и Ранковиќ му вика, видите стари, какви су људи побегли из Истрија, демек овој успешен. А овој вика, Тито му одговара, Ранковиќу, видите какве смо способни луѓе изгубили. И практично го амнестира. И сега една година од наредните години повикува на ручек, да ручат, уеде таму во круг на сајмот, и Ровис му вика, господине маршале, вика, председателе, вика, сакам нешто да ви кажам, вика, што имам приметено, не знам дали некој ви го предочи. Вика, вашиот народ, еве ги гледаме на море кога одиме и така, вика, до 12 сат, кој доручкувал, кој не доручкувал. Ама вика, 99% од луѓето имаат барем едно кафе испиено. Сега, вика, вашиот народ, вика, повеќе од 50% од бруто националниот производ, вика, ви го произведува, ви го остварува со едно кафе, а вика, вие кафето сте го пенализирали со такви акцизи кои никаде во светот не постојат. И му кажува дека кафето е народен, популистички, популарен пијалак. Вика, Хондурас, Бразил, Етиопија, не знам, Гватемала, црнци, обичен народ пие кафе. Вика, зашто е тоа така? Вика, не е тоа акцизна стока. И Тито, вика, се замисли малце. Од наредната година ја тргна акцизата, а веројатно тоа му било сугерирано као стратегија, мислам, Министерството за економија, некој да си држи монопол над бизнисот за кафе, и всушност цела Југославија беше несатуриран пазар од кафе. И практично наредната година ја тргаат акцизата, дозволуваат 5 кеси, 5 кила кафе по човек, и тогаш почнува оној екзодус, она стампедо на одење по кафе во Трст, и после нели у Солуно на ние кога почнавме. И вика, тоа, вика, најдобри деловни партнери беа југословенските шверцери на кафе. Така он станува милиардер тогаш, и меѓу другото, бидејќи
некои плантажи за кафе се во областа Минас, нели кафето Минас кој е кај нас познато. А Минас е всушност област на рудници кај што се кисели карпи, кисели почви, и кафето е покисело, ама тоа е за нашиот вкус. Поквалитетно е Сантос. Во еднаш, значи тоа е некаде 90-та година, значи една година пред да ги запознам ја нив, биле во една плантажа и туку гледаат, а таа плантажа граничела со една територија, една парцела, но пустелија, без ништо, вика, кај што домородците понекогаш истражувале кристали, камењот. И викат, кај што е тоа кафе, па таму под него имало кристали, демек тие со својата енергија влијале, некои такви тези има. И во еден момент, еден ден, тој видел една група домородци како врискаат, вриштат нешто, се радува, блиско до оградата на парцелата, отишол тамо и гледа еден огромен кластер ископале од горски кристали, кварцни кристали. И он со накви перфектна геометрија на кристалите, вака волкав од прилики, тој го имавме целове. И тој го купил и вика, и после му покажале некој депо кај што складишкувале свежо наоѓа, и он вика, ова е неверојатно. Ова е свет кој не го познаваме. Вика, ја цел живот гледам камчиња по пазари, Бразил, не знам, сувенирчиња, ама не сум знаел дека има таква димензија и практично пасија, страст му се јавува кон тоа и тој почнува да создава една голема своја приватна колекција и практично мене, ја на самиот почеток се погодив како општ работник кај нив дома, ти барав работа и како надничар обичен. А уствари кај него се обратив како агроном да одам во Јужна Америка. Тој ме сослуша, ми препорача да си најдам поубаво некоја работа тука, па да се, кој ќе помине војната да си се вратам, вика, ако одиш на друг континент, поготоа Јужна Америка не е средена, вика, и пари ќе изгубиш и време, немој таму и така, и вика, ако можам нешто ќе ви помогнам. И ја среќен само што сум бил кај таков човек на разговор. Како не знам, најбогат тука у Скопје да ве повика, и туку после 10 дена се јави секретарката, вика, вас ве бара господинот Ровис. Значи, на таков тајкун му текнало дека некое дете од 27 години дошло и дека бара работа и као најди го неговиот број и ајде да му дадеме дневница 2 да земе од хуманитарни причини. Веројатно е тоа и дел од судбина. Апсолутно. Јас верувам во судбина. Јас и ти кога се слушнавме денеска ми кажа дека имаш двајца французи кои се беа тука 3 дена и многу ми е жал што не успеавме да се договориме да направиме разговор со нив. Меѓутоа, слушајќи те сега, претпоставувам дека тие што ќе дојдат кај тебе имаат што да чујат и дека навистина се занимаваш со информации кои на тие луѓе им се интересни. Кажи ми твоите впечатоци на луѓето кои доаѓаат во Македонија, јас секој што доаѓа тука го прашувам, какви се нивните впечатоци и знаења за Македонија пред да дојдат во неа? Па, слушнале, мада сега да кажеме, еве и ти учествуваше од оние самиот почеток пред 15 на 20 години, кога почнаа првите нови исчекори во промоцијата на Македонија како туристичка дестинација, да кажеме, ова нова ера сега, од 2000-ти наваму. Значи, веќе слушнале, пошто ја има и во водачи и така, но малку знаат, затоа што ние не сме доминантна, нити, да кажеме, мала земја сме, немаме толку силен пиар, како поголемите земји и така. Немаме ни изграден бренд. Молам? Немаме ни изграден бренд. Па почна да се гради брендот тогаш, од
околу кога беше 2010 Така, година, малку пред 2010, баш тоа се поклопи и со почетокот на промоцијата на македонскиот рубин, кога се создаде и она агенција за промоција на туризмот и тогаш они беа доста интересни, одеа по саеми и како фирма, како предпријатие. Идам ја на саем, ја представувам мојата фирма, Македонија. Македонија постои, имаме тоа, Хрватска има тоа, Србија има тоа, немаме море, имаме тоа и така. И сега имаше, да кажам, Македонија, бидејќи нели малце тука мислам дека дејците во туризмот малку беа, можеби треба малку пофлексибилни. Важно, има можеби и институциите на државата, мислам, они поголема одговорност имат отколку работниците туристички. Не се направи онај пробив да биде со многу поголема понуда, да кажеме, повеќе ноки да се спие у Македонија. Јас слушав дека спијат 1 до 2 ноки, да кажеме, но кај нас се случуваше да дојдат некои што се натура Хрватска, Албанија, Македонија, Србија или Македонија, Бугарија, и сега они ќе се информираат и као Македонија, и имаше луѓе кои вика, ние на таа тура, вика, шопингот ние кај вас, во вашиот дуќан. Значи, од ова патување мислиме дека најинтересно е да си купиме македонски рубин, затоа што е... сега, тоа беше следното моје прашање. Да. Дали си доволно поврзан со агенциите и со туристичките водичи за да насочат туристи да доаѓаат? Па да, имавме одличен одговор од нив, со тоа што ние ги биравме не оние што ги носат таму својата група заради процентот кој ќе го добијат екстра, како да кажеме у кафаните, од 3 кафани, кој ќе му даде... Значи, не тоа, кај нас беше битно да тој туристички водич ја развие својата свест и да почувствува дека треба да го донесе, да го видат македонскиот рубин, затоа што тоа е нешто што нема конкуренција. Ни во земјата, ни околу и во другите земји. Замислите, само Македонија е најважната точка со рубин во Европа. Значи, во Европа немаме конкуренција, тоа е прво. Второ, локалните луѓе го избрусиле скапоцениот камен и го претвориле во локален производ. За разлика од, например, црнците во Јужна Америка копаат заднадници во рудниците, а диамантите ги носат во Европа. Другите да ги оправат. Белгијанци, не знам, англичани, холанѓани, они ги брусат и они прават пари. Значи, ја видов таа тенденција веќе од 90-тите години, да кажеме во Бразил почнаа да се занимаваат со брусење, па беа така не баш многу квалитетни, а во Италија најпоквалитетни. После 10 години, да кажеме, у Бразил почнаа да се квалитетно брусење, од Африка криво, онака штракаво брусење, ама избрусено, ама за поевтини пари. Сега викам, кога можат во Африка, можеме и ние. Значи, тоа е прво. Скапоцен камен, од локално потекло, оти да кажеме, накид со скапоцени камчиња, овие што се познати тигрово, кои све, ги гледате секаде, било каде во светот да отидете по сувенирници. А сите се, да кажеме, од Африка, ги купила Кина со бродови, ги избрусили, ги дистрибуират у цел свет и вие практично секаде го гледате истото тоа. А ова нашево е многу екзотично, потоа, кога ти си стварно автор на тоа, да кажеме, како Вангел Деребан, како нашиот партнер Митко во Охрид, Укоевски, да го поздравиме, значи, они први, после Вангел Деребан, го извадија занаетот на маса, на пулт, пред странците. Оти многу често во занаетчиството заради пак има причини, оти во 60-70 години требало државата да се индустриализира, па занаетчиството било малку во немилост. Сега ние од 2000-ти наваму ќе го развиваме пак, а сите занаетчи, децата ги одвраќале да ги следат нивните стапки, учи да бидеш доктор, инженер, адвокат. Или да идеш у државна служба. Или да идеш државното, што е прилично и статично, освен поединци кои стварно се добри таму. Не можеме да не ја дотакнеме и тематиката на
скрнавење на местото каде што се наоѓаат овие наши богатства во околината на Прилеп. Па тоа е нешто што е сега актуелно и мислам дека последните вести се дека успеавме да го спасиме тоа. Бас таа цуцката што е во Алинци, кај што е македонитот, кај што има титанит, арфецонит, едно 10 ја кои ги знам, со секарпите може би се навистина 20 минерали. Значи тоа е еден локалитет 10 километри јужно од Прилеп, каде што е во 70-тите години прв пат откриен селекциониран нов минерал во светот и во историјата. Каков што пред тоа не бил познаен, заради локалицијата, значи земјата каде што е најден, дадено му е име Македонит. Сега, тој минерал вика со микродимензија, дури поситени од лорандитот, но постои и сега тука е. Потоа, да кажеме, свеен и овие другиве минерали, таму се, мислам, 60-70 години вршени истражувања за да се експлоатираат фелспатна руда. Тие се за керамика или за стакло, со тоа што тие не биле баш, не задоволувало, требало извод некој да се прави у Европа и така. Значи, така е оставено тоа. Но тоа е многу интересно, тие ја, да кажеме, 20 години и некоја сум, тука ми е кариерата, плюс 10 години предходно надвор во Италија и знам дека од почетокот кога почнав ова да го промовирам, да кажеме, воопшто културата на собирање кристали и нивна употреба, првиот мој приод беше за енергија за алтернативната медицина и за тоа што ми беше. Потоа влеговме во јувелирството заради тоа што може многу да е попродуктивно и доходовно воопшто за нашата занечиска фела. Кажи ми, дали тоа по некои нормативи спаѓа во некој заштитено подрачје кое може би е добра туристичка дестинација, ако таму се биде, да. Значи, минералошкиот фонд на Македонија мислам дека не е третиран, али овој аспект нашиот, кристали, минерали за колекција или за јувелирство, додека третиран е од аспект на пештерите се заштитени. Потоа, не знам, Куклица, тоа се исто геолошки формации, Кокино исто така. Но јувелирските камења, да кажеме, кристалите и скапоцениве камења, ова е кварц од Осоговските планини, ова е овој што го покажувавте корундот од Прилеп. Значи, ова не било никогаш третирано и се уште не е. Еве го рубинот во својата природна хексагонална форма. Гледате, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи, ова е совршен хексагон. И сега, геометријата е многу битна за минералите. Некој ќе рече, како ова камче се формирало баш вака? Значи, кој фактор во природата ја детерминира неговата геометриска форма? Значи, вие се чудите како му е можно ова да се создало совршена коцка или совршена пирамида или совршен хексагон или така. Значи, тоа е фасцинантно. Второ, кристалите се феномен на природата, кој се создава под многу специфични услови, а места како овој локалитет Каракамен во Прилеп, тоа е како Трепча, како, да кажеме, како Осоговието. Значи, таму имате на едно место 3, 4, 5, 6 минерали, да кажеме, у една друза. Светски феномен беше Трепча, каде што има по 10 минерални видови во еден комплекс на едно парче. Значи, за секој од нив требало сосема различни услови на амбиентот, да кажеме, притисок, температура. А тоа се стотици милиони на години на нивно создавање. Да кажеме, рубините наши што се во мермерните доломити,
велат дека се најмалку 800-900 милиони години стари. Најмалку, значи комотно над милиарда години или 2 милиарди години. Значи тој Тука е четвртина староста и на Марковите кули исто. Марковите кули се помлади од мермерите. Марковите кули тоа се, мислам, гнајсови или тие се вулкански карпи кои се стари 800 милиони години. А тие се помлади од мермерите. Значи тие се создале, можда 100 милиони години се создавале, од кога мермерите со овие камчиња кои денес си ги брусиме за нашиот накид, македонски, а тие биле веќе создадени. Значи, преку овој кристал, ова камче што го имам ја или што го вградуваме во накид, како што ги видовме на телевизија, има скапоцен камен кој носи енергија, вибрација и меморија на милиарда години, која според старите преданија можебе ние со таа денешна контемплација, ако ги отвориме своите антени, можеби и да перцепираме, односно да даунлоудираме од тој квантум на искуство од претходни цивилизации, што било нормална работа кај некои претходни цивилизации пред нас. Кажи ми, каква е реакцијата на туристите кои ќе дојдат и кои ќе го видат обработен? Например, има едно предание кај натив индијанците во Америка, каде што викат дека старите луѓе, родителите, ќе го навалеле своето уво на една карпа и го слушале говорот на мајката земја, и после тие приказки им ги раскажувале на децата. Значи да ја ослушнуваме природата. Да бидеме во природата. И овој урбан хаос на кој што сме како осудени, значи тоа толку е агресивно што ние не можеме ни себе да се слушнеме, ни да се почувствуваме, ни своето тело, ни своето здравје, а камоли Бог во нас или во универзумот, или на небото и на земјата, така или е. Јас и ти се знаеме одамна и моето искуство со тебе е дека на секоја личност и припаѓа некоја врста на тие кварцови, дека во суштина од она што го имаме од душата, тоа може да го пренесеме или треба да ни го пренесе каменот. Да. Каменот е сервер на меморија, енергија и фреквенција. Значи, скапоцените камења припаѓаат на светот на кристали. Кристалите припаѓаат на светот на минералите, а минералите се создаваат во земјината кора. Значи, ги проучува геологијата, ова последното е јувелирскиот дел од скапоцените камења. Односно, камењата за употреба во јувелирството се викаат, науката се вика гемологија, таа ги проучува, селекционира и така вреднува, а кај секој човек, тоа малку беше потоа комерцијално експлоатирано, кога за тој хороскопски знак, тој камен, да кажеме, јас во мојата кариера никогаш не најдов еден терк по кој секогаш е валиден, а овие ветските астролози викаат дека тачно, да кажеме, човек, двајца луѓе со ист знак, подзнак и месечина, родени на различно место или во различна година, не се иста конфигурација, значи не мора да им одговара ист камен. Од друга страна, гледаме дека има народи или цивилизации или култури кои како свој камен го прогласуваат каменот кој бил присутен на нивната територија. Да кажеме, кај кинезите жадот, кај некои абориджини опалот кој го има кај нив. Не знам, маорите нефритот жад, навахо индијанците и поебло тиркизот, апачи обсидијан, солзите апачи. Така да мислам дека тој камен кој бил на територијата на тој народ бил, бидејќи е скапоцен камен, не е обичен камен кој се фрагменти на распаднати карпи. Оти камчињата, само да им кажем и тоа на гледалците, камчињата што ги наоѓаме по патиштата и по плажите, тоа се всушност распаднати карпи, кои со ерозијата се тркалаат надолу
и завршуваат во морињата и океаните како песок. Значи, тој е принципот на распаѓање и деградација. Додека кристалот, еве како ова, тој е принцип на еден, принципот на креација. Значи, оној обелискот или Шивалингамот, значи едниот кој е креаторот. Едниот го прави животот, а распаѓањето е два кои може, кога едниот ќе се расцепи, тогаш е два. И тоа се тие јин и јанг. Сега, секој камен го носи тоа, а скапоцениот камен всушност е изворниот импулс на креативниот дел на природата, кој значел живот, плодност, заштита, протекција, тоа што сакам во моментот да го постигнам од себе. Секој од нас, да кажеме, во одредена фаза од својот живот има некоја цел среднорочна, краткорочна, долгорочна, среднорочна. Сега, она што сакаме да го постигнеме, велат дека нашиот напор за тоа да го постигнеме ќе биде олеснет доколку најдеме некој кристал, својата желба или својата намера, својата интенција да ја проектираме мисловно преку кристалот и дали да го носиме како мајлија, дали како привозок, дали некој кој ни го подари, тогаш ние можеме да го постигнеме полесно тој исчекор. За жал, нашиот разговор се приведува при крај, имаме уште минута и пол. И јас би сакала да те прашам колку грубо македонски рубини има по светот до сега. Вака некојаш кој ќе ја видам мапата на светот, викам која би можело едно сјаличе, едно лед сјаличе да светне секаде каде што е подарен. Значи, ние го промовираме веќе 15 години. Имаме партнер во Охрид веќе 5-6-7 години. Веќе други се јавуваат и ние го трасиравме патот, ги заковавме клиновите по карпите, сега другите генерации ќе се качуваат по нас. Значи, Македонија треба да биде позната по занаетчиството, јувелирството, поготово филигранот, мораме да го сочуваме и тоа е апел до државата. Ве молиме, стимулирајте го за нечиството, изработката на филигран. Не само проформа, се обучуваат. Од тие што се обучуваат, колку продолжиле да работат и да екзистираат од тоа. Тоа е прво. Второ, македонскиот рубин да се заштити, тоа веќе почнуваме постапка, да не сме неконтролирано камче да излезе од државата необработено. Трето е тој креативен дух на новата генерација и да обезбеди живеачка тука. Јас 15 години веќе живеам со тоа што го третирам ова наше камче. Изгледа јас и ти ќе треба уште една емисија да направиме, бидејќи заврши. Па стотици милиони години е многу тешко во еден час да се раскажат. Така е.